Време е за уште еден доказ дека македонската фолклорна музичка традиција представува неисцрпен извор за нови авторски, креативни инспирации. Од колено на колено е новиот музички албум на Александар Јовевски, за кој што сум сигурна дека нема да ве остави равнодушни. Официјалната промоција на албумот се случи на 12 декември во Скопје, а во следниве минути за процесот на создавањето на песните поместени на овој албум со авторот Александар Јовевски. Музиката за мене е свето нешто, секој ден ја живам во секој момент. Во тоа сум пронеден уште од моја најмала возраст. Уште од 4 години се запознавам прв пат со народната музика. Во средното музичко училиште се пронаоѓам во народните инструменти и од таа возраст се инволвиран во многу проекти што се во етносферата, би ја нарекол. И од таа 4-5 годишна возраст до ден денес ја трасирам својата музичка патека. Започувам со етносуставот Монистра, каде што почнувам да креирам музика. Претходно само изведувам, понатаму ја креирам и се пронаоѓам во креирањето на самата песна, во креирањето на аранжманите, на обработките на песните. И дојде до момент покрај двата албуми Монистра што ги имам издадено да годинава, бројам 30 години од моето прво застанување на сцена и во таа 30 годишнина, во тој 30 годишен јубилеј го издавам солистичкиот албум Од колено на колено. Голема благодарност до многу знаени и незнаени уметници кои ставиле непроценливо богатство и од таму дојде идејата за насловот на самиот албум Од колено на колено. Јас изучував од многу постари генерации што оставиле многу. Се надевам дека јас со мојот албум ќе оставам белег што ините генерации ќе земат од мене и така ќе се продолжи од колено на колено музичката традиција. Самото знаење што ни е стекнато во целиот наш музички свет и во училиште и во средно музичко и на факултетот и презентирањето од самите професори и нашето понатамошно надградување, одење на терени, одење на најразлични концерти ни укажува да каде смееме. Моето правило е да остане, пример, самата мелодија од форшпилот, од припевот иста, да не смееме да сквернавиме во самата музика. Гледам да автентичноста да остане, меѓутоа надградувањето е ипак мој музички израз кој се надевам ќе допре до публиката. Скоро сум инволвиран во сите етно проекти во Македонија, меѓутоа и надвор од Македонија. Учествувам во многу етно состави низ Европа. Би го споменал и етно составот Афион, би ги спомнал работилниците одржани низ светот, работилниците кај што сум учествувал како учесник. И тоа богато искуство ме довело да направам еден звук кој ќе одговара и пред македонската публика, меѓутоа идејава е да се доближи и до публиката надвор од Македонија. Со овој албум се надевам дека ќе допреме прво кај нас и се надевам дека ќе успееме да го пласираме надвор од државата и да биде голем репрезентатив и музички амбасадор надвор од државата. Сакал да се заблагодарам на музичкиот тим, учесниците кои се дел од мојот албум. Тоа се многу познати музичари, истакнати музичари, уметници. Тоа се Горан Гешовски на бас гитара,
Радко Дутовски на перкусионистички инструменти, Филип Михайловски канон, Илија Филиповски на виолина и прекрасните вокални солистки Габриела Новевска, Елена Андоновска, Мартина Максимовска и Елена Васова. Би сакал исто да се заблагодарам и на господинот Ангел Ќосев и студио Подрумот, каде што покрај мојата убава музика што ја снимивме, тој направи продукција светска, значи во светски размери, така да магијата се додолови со таа продукција. Голема благодарност исто би кажал сите, пошто со големо задоволство го работеа и тие и јас. За фотографијата на самиот кавар се погрижи Костадин Калјошев и за прекрасниот дизајн Никола Николовски. Секој музичар и учесник на албумот Гостин што ми е, остави свој музички израз, белег, душа и со нивната изведба се додолови мојата музичка идеја како да звучи од колено на колено. Најголема благодарност би посочил за Министерството на култура на Република Македонија, која го одлучи проектов да биде од национален интерес, виде квалитети и го поддржа целосно, за да денеска се радувам нормално и натаму да ја презентираме македонската култура. Така да тоа се моите музички соработници кои се надевам набрзо ќе се видиме на големи сцени, на концерти и ќе презентираме музиката во живо. Се планира на пролет голем концерт во Македонската филхармонија, каде што ќе биде концертна промоција на материјалот на Од колено на колено и ќе има ќе се направи видео материјал кој се надевам да канам вас македонската телевизија, пошто секогаш сме сработувале и прекрасни видеа сте правеле, дека ќе бидете дел од концертот. За помладата популација која би рекол е задоена со некоја друга музика во моментов, меѓутоа ние се бориме да ја доближиме македонската музика и до помладата популација со помодерни аранжмани. Така да сметам дека е добар показател и добар начин да се презентира народната изборна песна преку помодерни звуци. Srebreni sodvete stomni, šareni idva i briga srebreni. Zagrešimo me potišća, zagrešimo me potišća, otide gore, planina nadimo vodo, bačilo otide gore, planina nadimo vodo, bačilo.
jaja, nestana i vedro mleko ne curi. Izvikna dimo, ke jaja, ovčari mladi, čobani slezi pe dolu, Galičnik viknite popa, i kuma viknite popa, i kuma mome vodago, venča me. Ode je krvava rosa, roseše koga od crkva, ide je sitni kamenja palja.